Еве што направив некои пакети што денеска планирам да ги носам, но најдов на проблем, бидејќи видов дека артиклите скоро сите се потрошени. Значи што ставив сега ставив, повеќе ќе гледам исто така да ставам и средства за хигиена. Целта ми беше повеќе да однесеме и од ово брашното ни подарок од Делен Груп. Значи за денеска ми најавија помош и јас затоа сакав да искористам, нели, за да можеме да товариме. Значи кај некои семејства за кои сметам дека е потребно ќе однесеме, кај другите ставив од другото брашно. Практикувам за време на пости да правам постни пакети и тоа може би го приметивте. За онаму каде што има дечиња ставивме и некои играчки, ставивме и грицки, а во другите пакети значи практикувам да биде постно, бидејќи се наоѓаме во Богородичниот пост. Тоа е сега за сега. Исто така би сакала да напоменам дека во период септември ни секојаш познат по тоа дечињата тргнуваат на училиште, се прават зимници, така да и таков вид на донација ни ќе ни биде добре дојден. Знаете дека имаме доста самци во нашата програма за помош. Имаме исто така и доста дечиња, така да еве што и да одлучите да донирате, контактирајте не, ќе биде добре дојдено. Ја чекам сега само поддршката за брашното Делен Груп и тргнуваме во акција. Еве го ристекот го чекавме. Значи сега не само што ќе ни помогне да однесеме во кај семејството брашно, туку исто така и ќе одиме заедно, бидејќи таму ќе ни треба помош за истовар. Подруго е кога некој ме снима, да не мора да возам и да снимам. Ова прекрасно убавина пред нас е Липец. Ова ќе му дојде некако центарот на Липец. Чи овде имаме неколку семејства. Не зедовме за сите, но за оние што зедовме ќе им поднесеме веднаш. Ова е црквата во Липец, Вознесение Христово. Искрено јас ретко имам можност овде да видам, но имаат служби, се разбира, на празникот, а мислам дека и неколку пати друг пат во годината имаат. Предпоставувам дека е затворено. Ова е се во склопот на црквичката, дворчето. И овде имаат услови за седење и кујна. И тука запаливме свекички за здраве и за покој на душата. А лево се наоѓа училиштето, подрачното училиште на Кочо Рацин во село Липец. Еве. Се наоѓаме во Блатец. Еве, за него ви кажував дека е место за кое многу ме прашувате од Македонија. Многу сакате да го посетите, а јас еве, бидејќи ми се испразни батеријата, го поземив телефонот од Вале, за да можам да ви покажам се што има овде. Значи моментално сум недостапна, но ќе успеам, се надевам да снимам се. Горе е училиштето Кочо Рацин, но бидејќи сакаме да посетиме повеќе свети места, затоа ќе оставиме простор за тоа. Мало место, но има 3 активни Божи храмови и еден во изградба, што на повеќето од вас ви е доста познат, но сега колку што знам јас, според рамките на моите знаење во врска со овие храмови, ќе ви кажам збор-два, бидејќи многу ме прашувате од Скопје, од повеќе градови и сакате да го посетите Блатец. Оваа Божја убавина која што се уште е во градба,
поточно изградена е, но не е се уште осветена. Ќе биде посветена на Свети Кирил и Методи. Значи во руски стил е, и знаете дека уште отец Методи од Русија кога беше жив, нели, беше заедно како еден вид иницијатор. Сега неговото семејство, они се загрижени, нели, задолжени за она што е во врска со градбата. Се надевам дека наскоро ќе биде осветена. Преголема, преубава е црквата, но не може ни воопшто убаво да се фати, бидејќи е голема. За неа постојано ме прашувате. Драги мои, јас кога доаѓам во Блатец никогаш не доаѓам празна, секогаш носам шишиња. Еве, и сега сум премногу среќна, бидејќи оваа вода пред некој време беше пресушена, а иначе е најчистата во Блатец. Има неколку извори, доаѓаат луѓе од Пекчево, од Берово, од Штип, имам видено од секаде, значи е испитана и е многу здрава. И јас сега ќе се наполнам. До сега полнев долу од другото место, бидејќи ова беше сосема слаба, а сега ќе се наполнам конечно од тука, а и ќе уживам малку во овој поглед тука заедно со Вали и Ристе. Погледнете. Ја гледате црквата Свети Илија, но за тоа подоцна, откако малку ќе одмориме овде кај водичката и ќе ви покажем и другите извори што се патем надолу. Предпоставувам дека од оваа врата е затворено, но има спореден влез. Отворено е, да. Супер. Би сакала да ја видите оваа убава природа овде, оваа црквичка, посветена на Свети пророк Илија. И најчесто литургиите се одржуваат овде. И да ви кажам право, има скоро секоја недела литургија, што е многу битно за ова село, бидејќи има голем број на жители, а има и доста верници, особено нашиот Тоше, кога сега може би ќе го поканиме да дојде заедно со нас во еден друг храм. А инаку надлежен старешина сега во црквата е отец Мартин, а преткано беше отец Орце, и доста исто така се грижат за луѓето да имат секојаш навремени информации околу се. И нели, ние сме задоволни од сите свештеници и сме во добра соработка со сите. До манастирот Свети Георги Победоносец одиме пешки, ги убеди Вали Ристе, малку да ја дишаме оваа убавина, овој воздух. Се слуша река, од сите страни тече вода. Блатец токму поради тоа е најбарано место, поради изобилството на вода и шума. Мораме да ги пофалиме и блатчани од мали до големи, особено младинската организација, како и во Градец пред некој ден. Значи цело време нешто организираат, го чистат, се грижат за своето село, што е нормално. Го следиме знакот и одиме кон манастирчето Свети Георги Победоносец. За него имаше преосветување, значи сега пред некое време, а сега еве еден јавен повик, апел. Во недела сега на 23 ќе се осветуваат конаците во манастирчето. Затоа сакав и да се сретнам со Тоше, но не можех да го добиам на телефон, за да се видиме и да се договориме, да можеме и ние да присуствуваме. Кој сака може да дојде, значи во недела ќе има архиерејска литургија овде, сега каде што одиме, и ќе се осветуваат конаците.
гущерче. Еве, драги мои, зашто ви изкажувам цело време? Рај. За многу брзо време нешто напредуваше. Тошо Голубов направи многу за овој манастир. Самиот се грижеше, се трудеше, собираше донации, а и самиот одделуваше цело време од себе за да вложи овде. И затоа и владиката го награди со еден почесен медал, како се вика тоа во нивниот, во црквата, не знам точно сега да го кажам. Мислам дека беше нешто на Свети Никола, но како и да е, многу се потруди. Сега ви кажувам за овој дел таму конаците. Во недела на 23 сега ќе бидат осветени и нашиот многу сакан, многу ценет, почитуван митрополит Брегалнички Господин Иларион ќе биде овде. Ве покануваме сите што сте во можност да дојдете. Колку убаво се гледа Свети Ѓорги, а и долу Свети Илија се гледа кровот од Свети Илија. Ви кажам дека до сега ги разнесовме сите пакети, не остана само уште еден кај едни дечиња сирачиња. При тоа плативме, односно седов сметка за струја да ја платам кај семејство на инвалиди, каде што мајката сега пред малку почина и тоа е еден вид помош многу значена за нив, а ние со драго срце ги правиме сите тие добри дела, благодарение на вас кои сте секој со нас и ни донирате. Да не беше телефонот на Балето, немаше да ви ја снимам и оваа природна убавина, браната во Блатец. Малку е како намалена, но сепак се познава дека има водичка. Овде имаат летниковци, каде што си седат и уживаат луѓето од Блатец. Се надевам дека и ова ѓубре овде не сакам да го снимам, значи се надевам дека ќе биде фрлено онам каде што треба, нели? Последна, но не најмалку важна, значи исто толку важна како сите други црквички во Блатец. Еве сега се приближуваме кон црквата посветена на роđенството на Пресвета Богородица. Бев скоро овде, имаше литургија. Не знам кој ден беше. Претпоставувате дека во името на црквата празник имаат на роđенството 21 септември, или во народот познато како Мала Богородица. Овде има услови за седење, трапези. Знам дека доскоро се собира средства за камбанаријата и е преубаво духовно светилиште. И овде да запалиме свекички. Овде има водичка, која што се наоѓа овде. Ти за очи помага. Подоцна ќе се измиеме. А исто така може и да видиме и ваму што се наоѓа. Значи, внатре сите цркви каде што бевме се преубави, многу благодат се чувствува секаде, но немавме можност сега да влеземе. Но еве ве поканувам сите, особено оние кои што цело време ме прашувате за Блатец, за црквите во Блатец.
сами се уверивте во убавините на самото село. Богато е со вода, со шуми, со чист воздух, и пред се она што нас како верници најмногу не интересира, Пресвета Богородица, заштитничка на село Блатица. И многу наши пријатели не прашуваат за овде за викендици, куки, бидејќи секој сака да има нешто на вакво прекрасно место. Гледате дека секаде во изградба се прават услови за продавнички, за камбанарија. Затоа еве еден апел исто така и до сите хумани граѓани, доколку сакате да помогнете, можете на било која црква, на сите места каде што бевме денеска, нели, би било добро за да се доизгради, да се направи нешто, да биде, нели, за доброто на сите нас. А сите останати ве поканувам да дојдете да го погледнете ова, оние што сте надвор од Виница. Јас лично ви стојам на располагање, како и свештениците што се надлежни за нашите цркви. Ве потсетувам за 23. сега во недела, значи во манастирчето Свети Ѓорги Победоносец, архиерејска литургија со осветување на конаците. Одлево е фирмата Термостил, значи наши преголеми подржувачи. Еве, сакам убаво да снимам. Значи, тие се наша голема подршка уште од самите наши почетоци. Никогаш не сакаат јавно да ги кажам, но како кога се враќам сега од Блатец ги видов, како да не ги споменам. Ги поздравувам и им благодарам за се што прават за нас. Им посакувам успешна работа секако. На враќање од Блатец ова не чекаше, мислам дека од тетка Јорданка, значи ева скрос ново дубале. Ги заборавив да ги спомнам и Златна рака Кики, кој вчера ни донира пецива и беа однесени вчера.